Нови излевања на реките нема, но водостојот останува зголемен. Секој нов пообилен дожд е потенцијална закана за нова криза. Најдраматична сега е состојбата со реката Треска кај Македонски Брод, каде што денеска нивото достигнало 196 сантиметри, во споредба со февруарскиот просек од 49 сантиметри. Зголемување на нивото на водата за 2,5 пати повеќе, односно 220 сантиметри е во моментов на реката Вардар кај Јегуновце, а покачување е регистрирано и во Скопје, Велес и Демир Капија. Според УХМР, зголемување на нивото на водата се бележи и на Црна река кај Новаци, на Брегалница кај Берово, на Пчиња кај Катлановска бања и на Сатеска кај Ботун, како и на Црн Дрим кај Ложани. И денеска се очекуваат повисоки водостои на реките во западниот дел од земјата, како и во сливовите на Вардар и Треска, со можност за локални излевања доколку продолжат врнежите. Врнежи се најавени и во источните делови. Поради овие најави апелираме до граѓаните на внимателност, да ги следат препораките на надлежните институции и навремено да пријавуваат опасности на телефонскиот број за итни повици на Центарот за управување со кризи 112. Од Центарот за управување со кризи велат дека сега има појава и на лизгање на земјиште. Во текот на денешниот ден регистриран е еден повик на бројот за итни случаи 112 за појава на лизгање на земјиште во село Голема Речица, при што постои опасност по една куќа. Во Кичевско имаше слаби врнежи од дожд во текот на денешниот ден, но без нови поплави. Продолжуваат интервенциите како последица од претходните денови. Евакуираните 250 лица се уште сместени во спортскиот центар Христо Луфуно, за кои се обезбедени храна, вода и медицинска помош. Реката Вардар вчера повторно се излеа кај селото Форино и беа регистрирани нови поплавувања. Службите се на терен и работат на расчистување и испумпување на водата.